Беше тоа на 3 март 1822 година, кога повеќе од 8.000 востаници и цивилно население во Његуш го прогласија избовнувањето на Његушкото востание против османлиското владење. Во востанието учествуваа македонци, грци и власи. Востанието представува предвесник на разгорувањето на национално-ослободителното движење на македонскиот народ. На 3 март 1878 година починала Јанка Каневчева, македонска револуционерка родена во Охрид. Каневчева влегува во организацијата и учествува во револуционерната женска група МРО Тморо на учителката Славка Чакарова-Пушкарова од Струга, заедно со Љуба Ќупева од Велес и Амалија Примиџанова, а подоцна сопруга на Климент Шапкарев. Го подпомагала действувањето на Тморо, меѓу другото и со испраќање облека за четите, преписка и други потреби за организацијата. Била блиска пријателка на Гоце Делчев и негова свршеница, но по неговата смрт се маже за неговиот верен другар и долгогодишен соборец Михаил Герчиков. Беше тоа на 3 март 1915 година, кога е роден Страшо Пинчур, народен херој на Македонија. Студирал право во Белград, се вклучил во револуционерното движење и во 1934 година се зачленил во Комунистичката партија на Југославија. Активно се вклучил во народно-ослободителната борба. На 4 јануари 1943 година во просториите на Скопскиот областен затвор, како последица на силните измачувања, умрел истата вечер, неговото тело било однесено во непознат правец и закопано на тајно место, така што до ден денес не се знае неговиот гроб. На 3 март 1944 година, во близината на Новосело, Кумановско, Третата македонско народно-ослободителна ударна бригада заробила околу 30 четници кои по разбивањето на четничкиот вардарски корпус се криеле во овој регион. Беше тоа на 3 март 1953 година, кога е родена Јагода Михайловска Георгиева, македонски раскажувач и есеист. Завршила филолошки факултет во Скопје. Работела како новинар во неделникот Пулс и во телевизија Телма. Член е на Друштвото на писателите на Македонија. Објавени книги се Мојата кожа, Јас, момчето молња, Огледала, Игбал, Мојата тајна, Дрцко црвениот кармин и други. На 3 март 1965 година е роден Мендух Тачи, македонски политичар, председател на Демократската партија на албанците. Во повеќе наврати е пратеник во Собранието на Македонија. За време на пратеничкиот состав 2018-2012 е председател на пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентот на Кралството Данска. На 23 декември 2016 година поднел оставка од функцијата председател на ДПА. На 8 март 2019 година бил осуден на 3 години затвор за предметот Титаник 2. Беше тоа на 3 март 1967 година, кога е роден Зоран Коњановски, министер за одбрана на Република Македонија во периодот 2008-2011 и министер за локална самоуправа во периодот 2006-2007. Коњановски е роден во Битола. Активист на ВМРО ДПМН е од 1993 година. Извршувал повеќе функции во Битолскиот општински комитет на партијата, а од 2005 е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. На 3 март 1983 година во Скопје умре Киро Чауле, македонски новинар, борец за национални и социјални права и учесник во Народно-ослободителната војна на Македонија. Беше тоа на 3 март 2002 година, кога во Скопје, во гинеколошката клиника, Лилијана Илиевска, на 32 години од Вевчани, Струшко, донесе на свет 5 бебиња, 3 женски и 2 машки деца. На 3 март 2016 година во Скопје починал академик Томе Серафимовски, познат македонски скулптор. Серафимовски создал над 550 скулптури во бронза, мермер, оникс и дрво.
Реализирал и 40 на споменици и спомен обележја кои се наоѓаат на просторите на Република Македонија, на поранешна СФРЈ и во светот. 3 март е светскиот ден на дивите животни и растенија.